Здравјето не е само отсуство на некоја болест, туку многу повеќе. Состојба на физичка, ментална и социјална благосостојба. Особено важно е не само да се работи на зголемување на свесноста и значењето на ментално здравје кај различни категории на граѓани, туку и директно да се едуцира јавноста, да се намали стигмата и дискриминацијата, но и да се поддржат луѓето во ризик. Градскиот комитет на ВМРО ДПМН ја поддржа трибината што се случи вчера вечер на тема насилство и ментално здравје кај деца, млади, жени и постари лица во организација на Аура грижа за здравје. Насилството е негативен општествен феномен со кој што се соочуваме. Семејството е местото како услов за развој на здраво дете или како опасна причина, истакна професор Славица Арсова. Жените се во групата на ранливи категории граѓани кога станува збор за менталното здравје, заедно со децата, со младите, со постарите лица и лица кои што имаат некое телесно или ментално нарушување. Жените, 90% од оние кои што трпат насилство, интимно или семено се жени, и во склоп на тоа имаат и нарушување на психолошката состојба поврзана токму со трпењето на насилство подолготрајно, кое што многу често не се препознава. Од друга страна, жените се тие кои што два пати повеќе заболуваат од депресивни состојби за разлика од мажите и она што е актуелно цело време, особено и сега, се депресивните состојби кои што се случуваат во еден ранлив период кај жената, а тоа е бременоста и после породувањето, и е директно и индиректно поврзано со идниот развој и на бебето што додека е мајката бремена, а понатаму во текот на постпородилниот период еден успешен или недобар развој на бебето и на детето во текот на понатамошниот период од животот. А како да се препозна и како да им помогнеме на жените кога ќе ги препознаеме, кога ги препознаеме дека се сочуваат со некоја ваква состојба? Зборуваме за период на бременост и после породување. Очекувано е да жената во тек на бременост или после породувањето да биде со некакво променливо расположение, благо променливо расположение, одредена растразливост, да кажеме плачливост, но сепак тоа да не го нарушува нејзиното функционирање. Но доколку сето тоа е длабоко, односно зборуваме за длабока тага, зборуваме за сериозно подолготрајно нарушување на план на расположение, на план на волја, мотивација, губиток на чувство на радост, нереален страф или страф кој што се провлекува подолго време, идеи на очајност, на безвредност, на безсмисленост, сериозно нарушување на функционирањето од тоа да не може да се грижи за себе, не може да стане од кревет, не оди на доктор, го запоставува своето здравје, да кажеме додека е бремена, никога не контролира бременоста, има зголемена злоупотреба на алкохол или на цигари и слично, недоволно исхранување, не спиење подолготрајно и соопштување на некои работи кои што да кажеме зборуваат токму за таа чувство на безсмисленост, безвредност и безнадежност, тогаш треба да биде тоа сериозно алармантна состојба која што ќе укаже дека таа жена и треба помош. Треба помош уште додека е бремена и треба помош и после тоа. Повеќе од 50% од младите се искажале дека имаат проблем со анксиозност, физичко насилство, вербално и емотивно злоставување, сексуално злоставување, дигитално насилство, сведочење на насилство во семејство и заедницата се само дел од причините за нарушено ментално здравје кај децата. Многу е битно да се одржуваат вакви информативни настани, едукативни настани со цел едукација и сензитизација на населението, но пред се информирање, што значи, како значи и информирање за оние трендови што ги гледаме на пореметување на менталното здравје, особено кај најранливите, кај младите, кај децата, почнувајќи од детската возраст, дури или кај адолесцентите понатака. Насилството се случува во фамилијата, се случува во семејството, нели, но се случува и во школото, се случува и во една пошироката заедница и многу е битно да знаеме да препознаеме како кај помалите деца, како се манифестираат промените на менталното здравје, така и кај адолесцентите веќе, бидејќи се особено чувствителни и имаат своји посебни карактеристики, дистинктивни карактеристики во начинот на манифестација на тие симптоми кога нели одредена жртва страда од некого. Битно е да се акцентира дека како на запад, така и кај нас се следи тренд на пораст на промени на менталното здравје, особено кај најмладите, односно кај адолесцентите. И со тоа се битни вакви настани и битна едукацијата како нели во фамилиите, како во семејствата, така и во образовниот систем, за да може навремено да се препознае и рано да се интервенира.
Негативното влијание на менталното здравје кај повозрасните лица е сериозен општествен проблем. 2/3 пак од лицата кои што се сместени во домовите за стари лица пријавиле дека се жртви на некаков вид на насилство. Жртвите страдаат од чувство на тага, безнадежност, очај, истакна доктор Александар Ристевски. Знаеме дека насилството не препознава граници, за жал е се присутно, односно ги зафаќа сите возрастни групи и премалку се зборува за сите, но еве сега, пошто бидејќи така ме прашавте, да ви одговорам и за возрастната популација. Нашето население и населението на планетата старее со технолошкиот напредок и напредокот на медицината, така да бројот на возрастни лица се наголемува, а истовремено, за жал, бидејќи нивниот број се наголемува и бројот на лица кои што страдаат од овој тип на насилство. Заради тоа, бидејќи е сериозен општествен проблем и преголем е бројот на луѓе кои што имаат потреба од препознавање и третман, потребна ни е помош и од вас медиумите и од ваков тип на трибини каде што отворено ќе се разговара на проблемот, ќе ги препознаеме на време потешкотиите психолошки и ќе им се помогне на овие лица адекватно и на време. Раното препознавање, промоција на заштитни мерки, пружање на соодветна поддршка се клучни чекори. Пролонгираното дејство може да предизвика сериозни ментални растројства.